Деновиве е малку потешко да се најде мечка тука, уште се во зимски сон, си спијат мечките. Меѓутоа, ја имаме тука мечката на Шкода, Кодиак, именувана според видот на мечки кои што живее во Аљаска, на архипелагот кој што се води како Кодиак архипелаг, па оттаму и името Кодиак. И што е посебноста на тој вид на мечки? Тоа се најголеми мечки во светот. Заедно со поларните мечки се двата најголеми видови мечки во светот. Околу 50 до 100%, значи зависно од местото на живење, се до 50 до 100% поголеми од останатите видови мечки. Името Кодиак беше првото нешто што го соопшти Шкода тогаш кога го најави новиот модел Кодиак. Под прва буква К, последна буква Q. Кодиак. Потоа следеа уште два модели, SUV модели, според начелото на секој летенце детенце, па по премиерата на Кодиак како прв SUV од сегашната генерација SUV модели на Шкода, следеше од 2018 година Карок, а потоа и Камик. И така се комплетираше тоа трио. Кодиак прв влегува во следната генерација, значи прв од SUV семејството влегува во втора генерација заедно со Суперб. Одат како пар, Суперб и Кодиак, знаменосци. Тешко е да се поверува дека Кодиак и воопшто понудата од SUV модели на Шкода од новата генерација по Йети, кој што повеќе беше кросовер, датира од 2017 година. Дури потоа, значи, како што спомнав, во следните 2 години се комплетираше триото. И тешко е да се поверува дека првата Шкода SUV се појавила дури во 2017 година. Ете го кога, 8 години одвај. Меѓутоа, укажува на улогата, на значењето на Кодиак, тоа што ни се чини како да е од секогаш присутен, тоа ни покажува всушност за тоа дека сцената секогаш била свесна. Шкода секогаш била актуелна и со Кодиак. Марка што дотолку си ги сака своите автомобили, што сите SUV модели, сите 3 SUV модели имаат единствен начин на именување во целата бранша, со имиња кои што почнуваат со К и завршуваат со Q. Не може да направи лош автомобил. Првото што ќе го забележите кај новата Шкода Кодиак, која што е 6 см подолга од претходната генерација, и тоа не е некоја преголема разлика, е ширината на задните врати. Се е димензионирано со некој плюс фактор, меѓутоа задните врати посебно се забележува колку се широки. И една мерка што најдобро, имам тука метар, и најдобро ќе покаже колку се навистина широки задните врати. Малку внимателно, 110, точно 110 сантиметри. Значи, буквално поширока врата отколку врата која што ја имате кога влегувате во просторија дома. Ширината на отворот 88 во најширокиот дел. Домашна врата, вратата во која што се влегува во станот, обично е широко 85 см. Тука имате 88 см. И прв пат ги гледам вредностите, затоа што постојано го имав тој впечаток дека е масивно. Меѓутоа, сега навистина забележувам, се покажува колку е голема таа димензија. Висината на отворот 116, добро, 115, ајде да не попуштам. 115 сантиметри. И уште една димензија, ајде. 80 сантиметри има од подпирачот за грб на предното седиште, значи според моето седење, до основата на подпирачот на грб на задната клупа. 80 сантиметри без проблем. Простор за нозе 30 сантиметри, точно 30 сантиметри. И тоа се вистинските показатели на големината на Кодиак. Да видиме што ќе се покаже со предните врати. Внатрешна ширина. Значи, најмалата ширина, 80 сантиметри. Ширината на отворот за на вратата. Ширината на вратата предна, значи во внимателно само лакот.
да не се изгребе 109 см. 1 сантиметар се покуси вратите предни од задните врати. Ако тоа до сега не беше импресивно, ова е уште поимпресивно. Багажникот. 910 литри. Значи, близу 3 пати повеќе од просечен компакт. Солидни 3 пати повеќе и повеќе од 3 пати од градски автомобил. 910 литри. 75 повеќе отколку во претходната генерација. Да иземеме мерка. Колку е долг вака подот? 100 се е над 1 метар. 103 сантиметри до работ до заштитната пластика, значи до таму каде што налегнува, 103 сантиметри. Ширината меѓу тркалата, значи доколку се работи за погабаритен товар, се ми простите што вртам грб, 100. Значи, па точно 100. Точно 100. Значи, како основна мерка, основно мерило е 1 метар. Нема 80-90, 1 метар. Што и да е, мора да биде 1 метар. И тоа е само почетокот. Рековме дека Кодиак е најголемата мечка на планетава, заедно со поларните мечки. Соборување на задната клупа. Добро, има врвка. Се повеќе производители го избегнуваат онаа рачка, која што денес станува скапа. Значи се гледа да се заштеди на секој, да по навика, се гледа да се заштеди на секој евро, добро се влежиштува. Примерно, тоа е сосем воочекувано за автомобил тоа класа и метарот. Значи, мери овој до 3 метри, има лента, така што не е проблем. Да видиме. Од подпирачот за грб на предното совозачко седиште до добро, до тука има 195 сантиметри. Па, ако се поместат, да предпоставиме дека овој простор некој ќе го искористи за да си постави тука душек за лежење, некој полски душек за лежење. Па, ако се поместат предните седишта уште 10 см понапред, без проблем се добива простор што е површина која што е 2 метри на 1 метар најмалку. Инаку, шампионката за практичност Шкода нема предвидено простор каде да се смести касетава, кога ќе се собори задната клупа, за да може да овој простор да се користи напречено. Да проверам, може би сум грешка. Може би не. Значи единствено останува во просторот зад предните седишта. Па, тоа веројатно е уште еден простор каде што може да додаде Simply Clever решение Шкода. И кога сме веќе таму, мала пауза. Зошто? Па очигледно може и да се седне тука. Едно поглавје кое што е поврзано со почетоците на марката. Основачите на марката, Лорин и Клемент, се големи љубители на велосипедизмот. Некаде кон завршетокот на 19. век, значи зборуваме за 1890 година, се пожалил, едниот од нив се пожалил до производителот на велосипедот од Германија, се пожалил за некаков дефект и напишал писмо, го упатил, го испратил до Германија, патувало кој знае колку, добро, не мора да е толку, и му пристигнал одговор во кој што стоело дека фирмата, производителот германски, со задоволство ќе излезе во пресред и ќе го отстрани дефектот, доколку напише на јазик кој што ќе им биде разбирлив на германците. И тоа ги налутило чесива Лорин и Клемент, по кој што првично се нарекуваат возилата од оваа марка, и тие почнуваат сами да произведуваат велосипеди кои што понатаму се познати како Славија. И најдуваат на одлична
продажба, одличен прием, одлична побарувачка за велосипедите, потоа следат и набрзо следи и поглавје со мотоциклите и во 1905 година се случува и првиот автомобил. Значи, тоа се 120 години ќе има Шкода во 2025 година од својот прв автомобил, а тоа е тогаш уште француски имења носат возилата, тоа е Лорин Клемент, Voiturette, француски ми е потежок јазик, Voiturette А. Многу убаво возило, симпатично, убаво сликано. И така почнува. Веројатно, од таму влече целата онаа идеја за Simply Clever, која што е присутна во имиджот, во пораката и присуството на Шкода, Simply Clever, од тоа интелигентните решенија. Значи тој, па не е инает, туку порив да се направат работите подобро. И во продолжеток на претходно кажаното, ракувањето со полицата што ја искритикував толку што со касетата што нема простор каде да се остави. Толку. Значи, тоа е стар принцип кој што го применува Шкода со ракувањето со полицата. Нема погодување каде е отворот. Во силуетата и во целата појава на Кодиак во новата генерација се забележува многу по-цивилна нота, по-цивилна димензија. Ја нема онаа грубост која што некогаш ја сакав, ми не се допаѓаше кај SUV возилата. Тука повеќе е во насока на комби, на елегантно, меѓутоа отмено комби. Стилско обележје е секако облогата на D-столбот. Силуетата е тоа што ја гради појавата на Шкода Кодиак. Не се некакви нагласени детали, подречја, туку каросеријата е точно подредена на аеродинамичноста и неверојатно е дека дури помалку од 0,29 има коефициент на отпор на воздух каросеријата. Продолжен е во споредба со претходната генерација е извлечен. Значи, спойлерот, кровниот спойлер е извлечен наназад, стеснет е опашот, за да се овозможи струјање на воздухот поправилно и тоа ја гради појавата. Повеќе во насока на елегантно, а отмено комби, отколку во насока на некој лажно груп теренец, кој што би освојувал некакви терени. Шкода Кодиак се нуди само во две нивоа на опременост. Selection, тоа е ова ниво на опременост, и Sportline, традиционалното, кое што не е само опременост, туку има и секако спортски обележја. Популарен модел. Колку и да се чини дека станува збор за возило што демо возило кое што вообичаено е опремено со ставки од опрема, има единствено 3 покрупни ставки од опременоста. Тоа се матричните диодни светла, кои што сега имаат 36 модули и навистина го менуваат возењето ноќе, го олеснуваат за тоа што работата на автоматиката за долго светло, значи ќе може јасно да се забележи како возило кое што вози напред, при вклучено долго светло автоматско, го изолира снопот, снопот го прескокнува возилото кое што е напред, за да не го засени возачот или возилото кои што доаѓаат од спротива, и очигледно дека е постигнат голем напредок во тој поглед. Секако дводелни светла, во посебен пакет може да се добие и маска која што има заднинско осветлување по принципот на ENIAC. А тоа е како стандард кај тест возилата од Porsche. Динамичните трепкачи, добро. И уште еден показател на просторноста на Шкода Кодиак. Најверодостоен. Без монтажа. Како да влегуваш во дневен престој. Некој послаб веројатно и побрзо ќе успее. А тоа што си го најдов во багажник покажува колку на оваа марка е едноставно да биде паметно, односно да каже дека работите биле Simply Clever. Ова е
бришач за дисплеј. И тоа изгледа вака. О, гениалци! И рековме Simply Clever. Тоа служи за полицата да се закачи тука. Ете така. А тоа што изгледа како помошно резано тркало, со намалена димензија, всушност се покажа дека е фул формат, целосна големина. Така што ќе и простиме на Шкода за ова што полицава, не е многу цврсто убедлива. И тоа е Simply Clever. Значи, две светилки во вратата на багажникот. Отправен се добива впечаток дека станува збор за тест возило кое што има додадено бројни ставки од дополнителната опрема, меѓутоа приказната е дека се е стандард. Електриката на седиштата веќе е стандард, меѓутоа меморијата на седиштата со функција за олеснато седнување, значи седиштата се повлекуваат наназад, е дел од пакетот, тоа е доплата. Уште една доплата е темпоматот, кој што е радарски, значи приспособлив темпомат. Да, седиштата го поседуваат и ова, и местењето на должината на седечката површина, тоа е значајна ставка исто така. Во оваа изведба седиштата се обложени со платно, кое што е пријатно на допир, иако се работи за 100% рециклиран полиестер, меѓутоа тоа е денешната технологија. И посебното обележје на оваа генерација, ракувањето со менувачот е префрлено десно зад воланот. И со тоа е ослободен простор за да се добие ова неверојатно просторна средна конзола во која што собира, не знам колку, веројатно 10 литри има вкупна зафатнина, вклучувајќи го и просторот под подпирачот за раце, значи да, може и да се затвори и, божем, недостига простор, и тука е изведена дополнителна преграда, дополнителен простор, најпрактично покрај касетата долу. Шкода Кодиак во внатрешноста е како албум Best of, како компилација за најдобри класични музички дела, односно класика. Избор на тоа што е најдобро од класиката и послужено како основа врз која што понатаму се додаваат најсовремени и интелигентно направени работи. Зошто? Затоа што целата арматурна табла е изведена на класичен начин. Распоредот, изгледот, формите, човек се чувствува како во автомобил, а не како во вселенски брод или како во некој експеримент. И тоа е основата. Значи, многумина се чувствуваат пријатно, односно обратно, се чувствуваат непријатно. Добро, така мора да се пушти простор некогаш. И многумина се чувствуваат непријатно кога ќе седнат во автомобил кој што им прикажува дека тоа е 2025 година, 21 век, технологија на иднината и слично. Додека тука седнува човек спокојно, се чувствува како на позната своја територија. Меѓутоа, тоа што изгледа како класика, прекинувачите за ракување со климатизацијата и вентилацијата, всушност крие една, односно содржи една врвна промисленост и врвна технологија, напредна технологија, да не биде врвна. Шкода ја најави иновацијата во ракувањето со
климатизацијата уште пред да се појават првите слики од Кодиак, уште пред светот да го види Кодиак, знаеше дека ќе има различни команди за ракување. И да, изгледа класично ротацијски прекинувачи, меѓутоа во нив се наоѓаат дисплеи, секој од нив, во овие три вртливи прекинувачи, се наоѓаат дисплеи кои што обезбедуваат втора функција. Па така, освен тоа што на овој прекинувач тука можам да ја местам температурата, доколку го притиснам дисплејот, јас пристапувам до ракување со грејењето на седиштето. Значи, притискам тука и избирам дали седиштето да ми се грее или не. Истото се случува и со командата за совозачката страна, значи секако е тризонска автоматска клима е инпатен, стандард, а најголемата иновација е во средишното копче, односно средишниот дисплеј. Не знам како да го именувам, згодна работа. Најголемата иновација е во средишниот дисплеј. Има 4 избор до 4 функции. Се нудат 5 вкупно избори, што да се случува кога ќе се притисне на тој дисплеј и што значи тоа си. Во моментов е наместено за распоредот, за избор на распоредот на работата на климатизацијата, прозор, врата, глава, нос. Доколку го притиснам, пристапувам до радиото. Значи, тука имам гласност на радиото. Доколку го притиснам уште еднаш, имам преглед, можам да ја зумирам мапата, значи за навигацијата, и уште еднаш кога ќе го притиснам, избирам брзината на работа на вентилацијата. Ракувањето е многу едноставно, човек се чувствува пријатно тука. Истото важи и за ракувањето со дисплејот. Во многу возила човек треба да се запраша, чекај како работи патниот компјутер, па како да се прикажам колку ми е потрошувачката сега или каква ми била потрошувачката во претходните километри и слично. Значи тука е многу паметно, многу интелигентно е решено. Со Кодиак Шкода има многу убава стратегија, односно со целата своја гама. Кодиак е класик. Значи, кога ќе седнете тука, ја имате класиката, значи оддава класика, меѓутоа го има и тоа што технологијата денес е не изоставна. Меѓутоа, Шкода го има и Ениак. Тоа е истата класа, различна платформа, различна каросерија, различна ориентација, значи таму се оди на технологија и Ениак е електричен. И затоа може да се дозволи таква слобода, може да си го дозволи тој луксус. Значи, од една страна нуди класични автомобили, во позитивна смисла. Да, тука подвозјето си функционира, се докажува уште еднаш дека подвозјето е многу, меѓутоа ќе го многу напреднато, меѓутоа ќе го спомнам тоа понатаму. И паралелно со тоа што го има како класика, како најдоброто од класика, како best of, има и електричен погон. Кој сака Кодиак, класика, ете, кој сака техно, електричен погон, ете го Ениак. И истото се случува секаде, во сите класи. Ениак Патам е четврти најпродаван електричен автомобил на европскиот пазар лани, така што нема никаква задршка. Тоа што го прави Шкода со Кодиак, со својата цела гама, класична гама, го прави истото, го повторува и кај електричните. Шкода од Кодиак, од претходната генерација, си имаат продадено повеќе од 850.000 примераци. Понудата од погонски единици се состои од бензинец, кој што е со благ хибриден погон, и од дизел со моќност од 150 конски сили, како што е овај на тестот, и има посилен дизел, кој што е со 193 конски сили, и тој е со погон на сите тркала секогаш во комбинација, и за окружувањето на понудата го постигнува со дволитарскиот Ениак со 204 конски сили, кој што исто така се испорачува само во изведба со погон на сите тркала. 7 степен менува со двоен спој, кај е стандард во целата гама. Оваа Шкода Кодиак
е веројатно најмалку електрифицираниот автомобил во светот. Напред во позитивна смисла. Напред нема ниту благ хибрид, па нема ниту стартер генератор кој што би го задвижувал моторот преку ремен и слично, значи некоја поблага основна форма на благ хибрид. Не, класичен дизел. Од една страна, значи постојат две објаснувања зашто Шкода се решава за ваква класика. Значи, благ хибрид само со бензинецот го нуди, нема кај дизелот, нема некаков благ хибрид. Зашто се решава за таква опција? Од една страна, профилот на купувачите, на возачите, кој што го има постигнато со претходната, односно го има освоено со претходната генерација, веројатно не бара благ хибриден погон, нема потреба. Тоа се веројатно клиенти, возачи кои што користат, повеќе возат надвор отколку во град. И каде што благиот хибриден погон не би имал многу голема смисла, само би оптоварувал. Од друга страна, можно е дека благиот хибриден погон концернот не може да го покрие во толкава масовност, затоа што нема обезбедено добавувач. Тоа се веќе политики на концерн, меѓутоа кажувам тоа во смисла на примерот со Stellantis, каде што имаше проблем да се пуштат во продажба моделите кои што требаше да поседуваат благ хибриден погон и имаше доцнење во стартот. Наводно се кажуваше дека софтверот бил проблем, меѓутоа проблем беше тоа што добавувачот не беше во состојба да испорачува компоненти за благ хибриден погон, односно електромотор, батерија мала и слично. И тоа се двете варијанти, иако е многу поверојатно дека првата едноставно нема потреба да вградува благ хибриден погон. Од трета страна, Шкода Кодиак за прв пат се нуди во изведба со приклучен хибриден погон, значи тоа е најновата генерација на приклучен хибриден погон, која што комбинира еден 5-литарски TSI мотор и електромотор, односно постигнува досег чисто возење на електрична енергија од околу 100 километри. Следното што е одлика на Кодиак е комфортната амортизација. Кодиак досега балансираше меѓу средната класа, значи како SUV од средна класа, со габарити, со големина на SUV од виша класа. Меѓутоа, оваа генерација повеќе влече во насока на вишата класа, токму со зрелоста, со способноста на подвозјата. Во овие услови на возење, да, покажува задоволителен комфор, ова се споредни патишта кои што немаат врска со сообраќај, тука очигледно никој не вози, само јас, меѓутоа, комфорот е тоа што двои. Кога ќе се излезе на автопат, се чувствува зрелост на автомобил од виша класа. И верувам дека многу од нештата кои што инженерите ги дознаа, ги експериментираа, ги осознаа со електричниот погон, ги применуваат и кај моделите кои што се со класичен погон, кај бензинците и дизелите. Затоа што во многу подрачја, напредокот кој што го имаат постигнато овој Кодиак, влече сличности со електричниот Ениак. Комфорот, да, покажува зрелост, значи патна машина, крстосувач. Кодиак е крстосувач, без резерва. И во насока на комфорот се надоврзува и изолацијата. Не сум сигурен дали тест возилово има опција за странични стакла кои што имаат дополнителна изолација. Возилото веќе ќе биде во салон, ќе биде вратено во Порше кога ќе биде објавен тестот. Опцијата чини некаде околу 200 евра за дополнително изолирани странични прозорци, стакла, што е сосем вред, меѓутоа не е само, верувам дека не се такви
стакла, не се такви прозорци. Изолацијата во целина е одлична. Значи пак се чувствува напредок во споредба со претходната генерација. Еве, тука се чувствува колку меко амортизираат, колку е моќта, колку има масло, условно кажано, во амортизерите на вакви, навистина, теренски услови за возење. И уште една одлика на Шкода од секогаш одлика е многу достапното ниво на дополнителната опрема, нивото на цени на дополнителната опрема. Списокот е богат, релативно богат, меѓутоа тоа што посебно му дава вредност се достапните цени. Еве, тука се чувствува и прецизноста во управувањето кое што го одликуваше Ениак. Да спомнам, да се надоврзам на претходно кажаното. И има неколку основни варијанти на уредување на внатрешноста. Првото следно ниво во кое што би се добило нешто плюс од ова, иако ништо не недостига, не дека не недостига, туку има и вишок. Чини некаде околу 1200 евра, што во класата на цени на Кодиак е трошок кој што човек е подготвен да ги покрие. И во клучното подречје, потрошувачката. Клучно. Сега, тоа е релативно, затоа што возач би помислил дека ете возач, собственичка на автомобилот оваа класа им е неважно дали автомобилот ќе трошал 5 литри, 6 литри, 10 литри, 15 литри. Меѓутоа, тоа што го покажува Кодиак како штедливост, како квалитет, тоа е триумф. Тоа е триумф за собственикот. Зошто? Па, еве, ајде да помислиме во друштво, на маса, каде и да е, кажете дека нашиот Кодиак троши 4,5 литри, троши 5 литри. Еве, по овие терени со тргни застани, појде застани, угорнени, надолнени, мене ми потроши околу 5 литри. 5,5 со тоа што тоа е нереална вредност, за тоа што на многу места автомобилот требаше да седи во местото дека снимам. И тоа е триумфот. Не се работи за тоа дали ќе заштеди човек или не, туку едноставно човек сака да се чувствува како победник. И тоа е фактор на победништво, на победник од поседувањето, од изборот на таков автомобил. Потрошувачка, да, 5,5 литри е неверојатно за возило кое што сепак чини тежи 1700 килограми. Мала е разликата во тежината и не се слуша никаков звук. Очигледно е дека еве и на вакви груби нерамнини, мислам, не се нерамнини, но се дупки, кратери. Нема никаков звук. Па и каросеријата, значи знак за крутоста на каросеријата е тоа што и пластикава не покажува работа никаква. Овој Кодиак и по 20 години и повеќе ќе биде во иста ваква состојба внатрешноста. Шкода Кодиак во новата генерација се докажува како голема мечка и паметна мечка. Голема мечка во смисол на тоа дека Кодиак е најголемиот вид на мечки на планетата заедно со поларните мечки и во смисол на Simply Clever, началото што си го почитува Шкода веќе со традиција и кое што не се однесува само на дождобранот во вратите или на гребачот за мраз во вратичката за резерварот или слично, туку во целото осмислување на возилото, а тоа само се огледува преку тие практични решенија на Simply Clever.
добивката во просторноста и во функционалноста е очигледна. Човек не треба да се прашува каде е разликата во споредба со модел од компактна класа, со SUV од компактна класа, или пак со повеќето од моделите од средната класа. Го има и ја има и таа предност Кодиак. Разликата во споредба со претходната генерација е во тоа што зрелоста на Кодиак како автомобил, како класа повеќе се приближува до автомобилот вишата класа со амортизацијата, значи со комфорот во амортизацијата и со комфорот од изолацијата. Тоа е димензија која што додава повеќе и која што го благородува Кодиак и го прави поспособен да им парира на модели кои што се од вишата класа. Единствено што би посакал, значи, дизелот е класика, тука нема никакви неизвестности или нејасноти. Единствено што би посакал е опција да може да се избере варијанта која што би поседувала благ хибриден погон. Чисто заради градските услови на возење и комоцијата во тој поглед, значи, се избегнува, да, работата на старт-стоп системот може да се исклучи во секој случај, еве го, тука е командата веднаш на прст, меѓутоа, мене ми недостига. Би сакал да има благ хибриден погон, а во насока на зрелоста, односно на притискањето кон вишата класа, оди и додавањето на некои ставки кои што се нови во оваа генерација на Кодиак наспроти претходничката. Тоа е head-up дисплеј и втората опција која што оди во таа насока е динамичното подвозје, односно човек може да избере дали сака повеќе динамика во моментот или комфорт повеќе во моментот, што значи приспособливо подвозје. Постојат и други ставки секако. Цената на основната моделска изведба, значи со овој мотор, обменувачот е стандард, со ниво Selection, изнесува малку над 46.000 евра, со овие 3-4 опции додатоци што ги има од дополнителната опрема, цената доаѓа до 50.000 евра, што го заокружува една звучна граница. Таа е денес границата, тие се денес цените, таа е реалноста на денешниот автомобилски свет. Тоа што го кажав при тест возењето на Октавија, ме заинтригира каков ќе биде Кодиак. И во смисол на тоа дали ќе може да постигне толкав напредок и се покажа дека да, постигнува. Има генерацијска разлика во споредба со претходничката и Кодиак мечка. Бидете здрави и живи.